Родот го украле, а зад себе оставили искршени стебла и уништени дрвца. Ваква е сликата во полето со насадите со цреши во Струмишко Велјуса. Жителите денеска се собраа на протест барајќи заштита и безбедност од институциите, бидејќи секојдневно крадци во мали групи оперираат по нивните ниви и зад себе оставаат пустош. Последниот пат вчера имав штета, инаку ова е трета штета поред. Не е штетата само во тоа што ми се обрано производство, уништени се дрвјата, од прво сите гранки се свлечени. Нападјачите или кратците се однесуваат хулигански, доаѓаат, прават атака, кршат, земат што ќе можат да земат, газат кај ќе стигнат, не бират и се враќаат назад. Цел час со трактори го блокираа влезот на Велјуса. Бранко Јованов вели дека се плаши веќе да оди на своите посеви, оти може да биде натепан од кратците. Вајден се одам, што сам ќе одам и шо ако најдам 5 души. Ти или мене ќе ме тепете или јас не ќе идем. Што ја што кажа? Да на твоето, да ти биде страх да дојдеш. На земјоделецот работното место му е на нива. А замисли, човек не смее сам да појде на работното место. Значи мораме да бидеме фамилии, мора да бидеме во придружба и така. Жителите на Велјуса ги повикаа надлежните да превземат нешто, бидејќи како што е тргната работата, родот и посевите ќе им бидат уништени, а само што почне бербата на црешите. Бараме од институциите на државата заштита, безбедност. Не е наше да предлагаме како и кој. Си има нивоа на власт, си има судска, законодавна, извршна власт, они знаат кој може тоа да го регулира. Ние бараме, напишавме и пароли на своето, свои да бидем. Проблемот со кражбите во атарот на Струмишко Велјуса е стар неколку години. Жителите се сомневаат дека кратците се мала група од соседното село Баница. Порано со стапови ги чувале своите посеви, но сега не сакаат да има поголеми инциденти. Речиси секое семејство во Струмишко Велјуса одгледуваат цреши. Имаат засадено најмалку 200 хектари. Последниве години се жалат не само на кражба на родот, туку и уништување на овошните насади.